Приказни од тајната градина. Тајната градина. Глава 4. Средбата со Дикон. Мери потроши скоро цела недела работејќи во тајната градина. Секој ден наоѓаше нови зелени ластегарки како излегуваат надвор од градината. Наскоро тука ќе има многу цвеќиња, 1000 можеби. Тоа ќе биде возбудлива игра за незе. Кога таа беше внатре помеѓу старите убави ѕидови, никој не знаеше каде е таа. За време на таа недела таа стануваше се попријателски настроена со Бен, кој што често копаше во едно од зеленчуковите градини. Кој е твое омилено цвеќе, Бен? Го праша таа еден ден. Рози. Јас работев за една млада девојка која што многу сакаше рози и имаше многу рози во незината градина. Тоа беше пред 10 години, но таа умре, а јас бев многу тажен тогаш. Што се случи со розите? Прашуваше Мери. Тие останаа во градината, доколку гранките на розите се суви и сиви. Дали тие се уште живи? Праша Мери. И беше многу важно да знае. Напролет тие ќе пуштат зелени гранчиња и тогаш, но зошто ти ме прашуваш за розите? Праша тој. Лицето на Мери поцрвене. Јас само се спремам да имам своја градина. Јас немам со кого да си играм, па тоа е точно, рече Бен. И чувствуваше жал за тоа девојче. А Мери одлучи дека и се допаѓа стариот Бен, иако понекогаш беше со лошо расположение. Мери скокаше со јажето низ шумата и до местото каде што градините завршува. Одеднаш таа слушна чудна врева и пред незе се појави едно момче. Тој седеше качен на едно дрво и си играше со дрвено свирче. Имаше околу 12 години. Здраво црвено лице и светли плави очи. Тука беше и една верверичка, и една лисица, и 2 зајаци кои што седеа на тревата под него. Слушаат музика, си помисли Мери. Не смеам да ги исплашам. Таа стоеше многу мирно. Момчето престана да свири. Тоа е добро, рече тој. Животните не сакаат да се движиш одеднаш. Ти купи палатки и семиња. Тој зборуваше со еден весел и пријателски тон. На Мери одма и се допадна. И додека ги разгледуваа семињата заедно во пакетот, Славејчето скокна на една гранка блиску до нив. Дикон ја слушаше внимателно песната на Славејчето. Тоа ми кажува дека е твојот пријател, рече тој. Навистина, Мери? Ох, задоволна сум што му се допаѓам. Можеш да разбереш се што зборуваат птиците? Мислам дека можам. А и тие мислат дека можам. Јас живеам во пустелијата со нив многу долго. Понекогаш си мислам дека сум птица или животно, а не дете. Тој имаше најголем осмех што некогаш таа го видела. Таа, тој ја објасни како да ги сади семињата. Одеднаш рече: Јас можам да ти помогнам да ги посееш. Каде е твојата градина? Мери одеднаш стана црвена, а потоа пребледе. Таа никогаш не помисли на ова. И сега што да каже? Можеш ли да чуваш тајни? Една голема тајна. Ако некој ја открие, јас ќе умрам. Така да можам да ја чувам и твојата исто така. Јас сум чувар на тајни на сите диви птици и животни во оваа пустелија. Ја украдов градина, рече таа, изговарајќи го тоа многу брзо. Никој не оди во незе, никој не сака да оди, никој не води грижа за незе, а јас многу ја сакам. Тие ја оставиле да умре. И таа го покри лицето со рацете и почна да плаче. Немој да плачеш, и рече нежно Дикон. Каде е градината? Ајде, дојди со мене, господице Мери, и покажи ми ја. Тие отидоа до тајната градина и влегоа внатре заедно. Дикон шеташе наоколу разгледувајќи ја градината.
Марта ми спомна за ова место, но никогаш не помислив дека ќе го видам, рече тој. Прекрасно е. Што е со розите? Праша Мери загрижено. Дали се уште живи? Што мислиш? Погледни ги ластегарките на гранките. Повеќето од нив се уште живи. И тој го извади својот нож, па пресече едно гранче од дрвото на една сува роза. Мери му покажа за работата што таа веќе ја беше завршила во градината. И тие продолжија со работа, зборуваа, сечеа и чистеа. Дикон, ти ми се допаѓаш, рече Мери ненадено. Никогаш не сум помислила во животот дека ќе ми се допаѓаат дури 5 луѓе. Само 5? Се насмеа Дикон. Тој изгледаше многу забавно додека се смее, си помисли Мери. Да, тоа се твојата мајка, Марта, Славејчето, Бен и ти. И потоа Мери продолжи да ги прашува за неговиот дијалект од Јоркшир, зашто тој зборуваше на таков јазик. Дали јас ти се допаѓам? Праша Мери. Секако, рече Дикон со негов дијалект, и голема насмевка се појави на неговото округласто лице. Мери никогаш не била толку среќна. Кога таа се врати во куќата за да руча и раскажа на Марта за посетата на Дикон, и јас треба да ти кажам нешто, и рече Марта. Господинот Креивен се врати дома и сака да те види. Тој повторно тргнува утре на пат и таму ќе биде неколку месеци. Ох, па тоа се добри вести, рече Мери. Таа ќе го има целото лето во тајната градина додека тој да се врати. Но морам да бидам многу внимателна. Тој не смее да ја открие мојата тајна, си мислеше Мери. Токму во тој момент господја Медлок пристигна облечена во незиниот најубав црн фустан и ја однесе Мери во собата на господин Креивен. Чичкото на Мери имаше црна коса со малку бели влакна низ неа и беше со широк, ама свиткан грб. Неговото лице не беше грдо, туку многу тажно. Додека тие разговараа, тој ја гледаше загрижено. Може би размислува за други нешта во исто време. Ми изгледаш многу слабо, дете. Дали си добро? Праша тој. Мери се потруди да биде смирена, додека му одговараше. Станувам се поцврста и поздрава. Што би сакала ти да правиш во оваа голема, празна куќа? Јас сакам само да си играм надвор, уживам во тоа. Да, мајката на Марта, Сусан, ми зборуваше за тоа еден ден. Таа е многу внимателна и осетлива личност и ми кажа дека тебе ти треба свеж воздух. А ти каде играш? Секаде. Јас скокам со јаже, трчам и ги гледам малите зелени ластегарки и гранки. Нема да уништам ништо. Немој толку да се плашиш. Се разбира дека дете како тебе не може ништо да уништи. Играј си каде што сакаш. Дали ти треба уште нешто? Мери се доближи чекор поблиску до него и со шепот во гласот тивко рече: Може ли јас да имам моја мала градина? Господинот Креивен ја гледаш изненадено. Да, садам цвеќиња и да направам тие да оживеат. Мери стана полека похрабра. Во Индија беше многу топло и јас бев секогаш изморена таму, но тука е поинаку. Јас ги сакам градините, и таа помина со рацете преку своите очи. Тоа изгледаше многу симпатично кај Мери. Јас познавав некој што исто така сакаше да одгледува градини како тебе. Да, дете, земи колку што сакаш и се што сакаш за твојата градина. И тој се смешкаше нежно. А сега, остави ме и оди. Многу сум уморен. Мери истрча право назад во незината соба. Марта, извика таа, господинот Креивен е навистина добар човек, ама изгледа многу несреќно. Ми дозволи да имам своја собствена градина. А таа планираше да работи во градината со Дикон секој ден и да ја направи убава за летото што доаѓа.